Глава 8. А кога се симна од гората, по него врвеше многу народ. И ете се приближи еден лепрозен. Му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш можеш да ме очистиш. А Исус, кога ја подаде раката, се допре до него и рече: Сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. И му рече Исус: Гледај, никому да не кажеш. А оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар, како што заповедал Мојсей ним за сведоштво. А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до него еден стотник и го молеше говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Исус му рече: Ќе дојдам и ќе го излекувам. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збори и слугата мој ќе оздрави, зашто јас сум човек подвластен, а имам и починети војници. Па кога ќе му речам на еден од нив: Оди, и тој оди, на другиот: Дојди, и тој доаѓа, и на слугата: Направи тоа, и тој прави. Кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него: Вистина ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно. А наследниците на Царството ќе бидат фрлени во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. И му рече Исус на стотникот: Оди си, и нека ти биде според верата твоја. И слугата него во истиот час оздраве. Кога дојде во домот на Петар, Исус ја виде тештата негова како лежи болна од треска и се допре до раката нејзина и треската и помина. Таа стана и им служеше. А кога се стемни, доведоа кај него мнозина обземени од демони и тој со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: Тој врз себе ги зеде нашите немоќи и ги понесе болестите. Кога виде околу себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна. Тогаш се приближи до Исус еден книжник и му рече: Учителе, ќе те следам каде и да одиш. А Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да наслони. Друг пак од учениците му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Но Исус му рече: Ти придружи ми се и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. И кога влезе во коработ, по него влегоа и учениците негови. И ете, голема бура го зафати морето така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. Тогаш се приближија учениците до него, го разбудија и рекоа: Господи, спаси не, загинуваме. А тој им рече: Зошто сте толку плашливи, маловерни? Потоа стана, им се закани на ветровите и на морето и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: Кој е овој, та и ветровите и морето му се покоруваат? И кога пристигна на другата страна во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца обземени од демони кои излегоа од кај гробиштата. Беа толку лоши што никој не смееше да мине по тој пат. И ете, извикаа и рекоа: Што имаш со нас ти, Исусе, Сине Божји? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? А недалеку од нив пасеа голем број свињи. И злите духови го молеа и говореа: Ако не изгониш, дозволи ни да влеземе во свињине. И тој им рече: Отидете. И тие излегоа и влегоа во свињите. И одеднаш сите свињи јурнаа низ страмнината во морето и се издавија во водата. А свињарите побегнаа и кога дојдоа во градот,
raskaža za sito toa i za one što se beše slučilo so obzemenite od zlite duhovi. I ete, izleze celi od grad da go presredne Isusa i koga go vidoa, go zamolija da si odi od nivni od kraj.